По вашата посета на Атина, тој рече дека следната средба во Скопје ќе биде посветена на решавање на спорот за името. Некако од грчки дипломатски извори спадна очекувањата, да го намалија нивото на очекување само за мерките за градење доверба. Што очекувате вие сега од оваа посета? Прво, таа формулација само за мерките за доверба не знам дали е коректна. Тоа е кон пријателство, довербата е првиот чекор и тоа е многу важна работа. Ние имаме досега најголема делегација која што денес се враќа од Атина, меѓуресорска, 15 високи представници на Република Македонија и институциите беа таму, разговараа за многу прашања, од нивна страна уште поголема делегација. Така што целта е да се расшират мерките за граѓање доверба во повеќе области, меѓутоа да се направат и пореално, да се имплементираат. Мислам дека не е многу благодарно од денес за утре да најавам точно што ќе се зборува и така натаму. Мислам дека е многу важно да се воспостави една отворена релација. Мислам дека е важно да отвориме и што е тоа што е најважно за Грција по однос на оваа разлика, да објасниме што е тоа што е најважно за Република Македонија. Јасно е дека процесот и формално и суштински се одвива под покровителство на Обединетите нации. Јасно е дека тој процес по посетата на Нимиц и средбата на Скопје и средбата на Нимиц со министерот Косијас во Брисел на некој начин сега ќе почне и ќе видиме колку ќе трае и колку ќе биде интензивен. Ова е прашање што постои од независноста на Република Македонија. Она што е многу важно е што ние направивме два клучни чекори, што не се може би директно поврзани со разликата околу името, меѓутоа ги го осликуваат духот и новата надворешна политика. Едно, успеавме да затвориме едно отворено прашање за соседна Бугарија и да ја претвориме Бугарија од пречка во поддржувач на еднината на Република Македонија. И второ, повлековме една сериозна линија на корективни мерки согласно времената спогодба. Ова министерство и оваа влада ги земаат сериозно врските што сме ги преземале, го земаат многу сериозно уставот на Република Македонија и ќе бидеме тука многу принципиелни и многу цврсти во контекст на изгледот што ни се случи во Канада. И тоа само ќе ни ги зајакне позициите и во однос на утрешната средба и генерално во односите со Грција. Убеден сум дека со упорност и со отвореност, со пораката дека и за Грција е важно Македонија да успее, и за Грција е важно да има еден сосед стабилен, просперитетен, иден сојузник, и тие нас, и ние нив. Мислам дека тоа што повеќе и почесто испраќаме таа порака, тоа ќе биде подобро. Грција е една постара демократија од нашата, член е во Европската унија, член е во НАТО, има многу важна геостратешка позиција во регионот и мислам дека може да игра важна улога во затврстувањето и буткањето на целиот регион на Балканот напред. И ќе продолжам да ја испраќам таа порака. Мислам дека е многу важно и за Грција да го препознае новиот момент во Република Македонија и да го поддржи. Колку брзо тоа ќе биде, како ќе се одвива, е неблагодарно да прогнозирам се. Министре, на почетокот на мандатот на оваа влада се создаде атмосфера дека Македонија во крајот на оваа година ќе биде членка на НАТО, па дека не би било потребно и да се реши спорот за името, дека ќе се најде некое поинакво решение. Како се изгледите сега, после 3 месеци, има ли Македонија шанса за скоро да стане членка на НАТО и останува ли заклучок од Во основа ентузијазмот гради високи очекувања, меѓутоа и не турка напред. Затоа има и еден голем плюс, има и една внимателност, која што создава потреба од менаџирање, од управување со очекувањата.
Нашето зачленување во НАТО не зависи само од Република Македонија. Согласно формулата од Букурешт од 2008 година, зависи и од Република Грција, зависи и од тоа колку брзо ќе успееме да ги тргнеме дополнителните критики што ги добивме од самитот во Варшава. Во делот на одговорност, владење на правото, слобода на медиумите, тие прашања беа споменати. Затоа мислам дека клучното прашање не е толку кога, дали ќе биде побрзо, дали ќе биде на средано. Клучното прашање е сакаме ли ние, како општество и како нација, да си ја зацврстиме едината, да поминеме една линија од која што нема да има враќање назад и каде што нема да прашуваме секој трет ден дали ќе набиде и што ќе биде со Република Македонија. Во услови кога регионот е подразнишен, многу е важно да си ја земеме судбината во своји раце и да направиме се што можеме, што се однесува до нас, домашните реформи, отворањето кон соседите, за да одиме напред. Се надеваме дека тој момент ќе го препознаат и сите од кои што зависи од нашите. Во моментов, многу јасно беше кажано на самата прва посета на премиерот Заев во Брисел, дека Република Македонија, согласно времената спогодба, е подготвена да прифати покана под привремената референца што се користи во Обединетите нации, за да влезе во алијансата. Тоа е и согласно со времената спогодба, тоа е согласно со така како што судот, Меѓународниот суд на правдата во Хаг, ја толкова времената спогодба. Убедени сме дека тоа ќе придонесе и кон создавање на поголемо разбирање и во нашата јавност, бидејќи кога го блокирате својот сосед долги години, реакцијата не е поголема конструктивност, реакцијата е дефанзивност и одбранбен став на некој начин. Сега тоа не зависи само од нас, ќе треба многу на тоа да се работи. Ние не сакаме да почнеме игра на обвинувања со Грција, бидејќи нашето членство во НАТО во основа значи дека Грција треба во нас да гледа сојузник и ние во Грција треба да гледаме сојузник. Така што тоа е отприлика ставот и како ќе се движиме, дали ќе успее или нема да успее, ќе видиме. Ние сме толку бевме заглавени во кал и толку беше растурена нашата позиција меѓународна. Таа е очигледно поправена во овие 2,5 месеци, можеби еве неполни 3 месеци веќе. Меѓутоа ќе трае, треба да си ги вратиме старите пријатели, да создадеме нови пријатели, да зголемиме причината зошто нив треба да им е важно Македонија да успее и да влезе до алијансата и да почне преговори со Европската унија и да ги убедиме соседите дека не сме нивни, не сме проблем. И затоа мафтање со мапи на голема Македонија не ни помага, како што не сакаме мапи на големи други држави. Сакаме само голема Европа. Сакаме територијата што си ја имаме да биде во овие граници, да биде еден дом на среќни луѓе, на луѓе каде на луѓе што ќе живеат во услови на правда. Тоа е во основа визијата. Што се роди, се надевам ќе се шири од кризата, бидејќи ние се изгоривме како нација. Ние на 27 април се изгоривме и многу е важно да си ја преземеме одговорноста каде одиме. И народите и нациите, како и луѓето, можат да влијаат врз својата судбина. Наше да направиме се да си ги отвориме вратите. Господине Димитров, спомнавте сами дека меѓу друго работите и отвореноста кон соседите. Ме интересира баш оваа точка. Дали некогаш зборувате со соседите за отворање на граничните точки, како на пример што е тоа во Бојани Миратовец со соседите? Ние сме во постојана комуникација. Неодамна подпишавме еден протокол за граничен премин со Косово. Иницираме неколку други работи со други соседи, кои што не сакам сега баш јавно да ги објавувам во моментов. Јас имав многу плодна посета на Албанија.
договоривме заедничка седница на двете влади, што не се случила никогаш. Нешто слично веројатно ќе има и со Србија, ќе имаме официјална посета на премиерот во оваа календарска година. Со Косово сум често во контакт, они се во фаза на формирање влада. Видовте што направивме со Бугарија. Во основа Македонија станува, можеби поучена од лекцијата на нашата криза, станува една држава која што се обидува да го расшири, чувствува дека е време регионот да порасне и да мрдне напред, одлучно, и кон другите. И се надеваме дека така сме препознати. Таков беше пристапот и како се справивме со овие, да на некој начин турбулентни неколку денови со Белград.